Тоа беше проект кој што беше навистина иновативен, креативен, кој што го започнаа општините каде што имаме градоначалници од ВМРО, ДПМН и коалицијата и неколку општини, меѓу кои, ако не се лажам, и тука во Прилеп, тој процес е почнат и завршен и веќе се во одредена фаза на позитивни мислења од страна на институциите. Кога тоа го виде владата, ги закочи, не дозволи тој процес да оди понатаму и покрај тоа што добија позитивни мислења од сите институции, и одлучи да даде граѓанско врзница. И внимавајте се што направија. Најпрви најавија 50 милиона евра граѓанско врзница, за да потоа видат дека нема да има интерес за 50 милиона, па ја намалија на 10, се реализираа нешто повеќе од 20 на милиони и сега излегуваат со фалење дека се натворила два пати сумата која што тие ја побарувале, а во суштина најавија 50 милиона. Значи тие го ископираа тоа кое што општините претходно го најавија. Но и тоа е во ред, ако тие пари бидат искористени за реализација на капитални инвестиции. Но нема да биде така. Тие пари ќе бидат украдени од страна на овие кланови за кои што претходно зборував. За разлика од нив, општинските врзници се закочени и владата, за жал, повторно ќе кажам, за некој е мајка, за некој не е мајка, односно во општините каде што имаме градоначалници од ВМРО, ДПМН и коалицијата, нема да има можност овие општински врзници да бидат реализирани, а со тоа и динамиката на реализација на проектите ќе биде намалена. Но затоа идната влада за неколку месеци од денес на ВМРО ДПМН планира сериозен инвестициски циклус и реалоцирање на 250 милиони евра од централниот буџет за реализација на капитални инвестиции на локално ниво. Овде рековме во Прилеп ќе бидат реалоцирани од 8 до 8,5 милиони евра годишно или некаде помеѓу 32 и 35 милиони евра за еден 4-годишен мандат и мислам дека на тој начин ќе направиме навистина еден горд и достоинствен град онаков како што Прилеп заслужува да биде и онаков како што Прилеп всушност е.